ќе имате простор да минете време во природа, но секогаш пак она време кое што го имаме за себе, можеби и најдобро треба да го употребиме, иако често не умееме како. Затоа е таа тука, ќе не упати, ќе ни помогне преку нејзините прирачници, велам во множина затоа што е авторка на многу дела за кои ќе зборуваме, но најнапред да ви ја представам мојата гостинка, доктор Снежана Џамбазова Попордановска. Таа е доктор по медицина, таа е психолошки советник и доктор по психолошки науки, инакво и мотивацијски говорник и авторка на повеќе книги, и со задоволство ќе зборуваме на тема како да се живее поинаку. Добро утро и добре ни дојде. Добре ве најдов, Јована, навистина прекрасно се чувствувам во вашата преубава емисија. Ми е вистина чест и задоволство да ви бидам гостинка. Така, инаку вие живеете и работите во Австралија, со посредство на технологијата, всушност на секаде во светот, бидејќи од секаде имате клиенти кои се советуваат со вас. Така бевте и наша гостинка кога беше издаден првиот дел од прирачникот "Да се живее поинаку", но сега имаме чести задоволство и вака во живо да се дружиме, а поводот е промоцијата на вториот дел од оваа книга. Но ќе зборуваме за сето тоа со ред. Ајде прво да ни кажете, може ли да се живее поинаку, како да се живее поинаку? Да се живее е најретката работа на светот. Повеќето луѓе само постојат. Да. Рекол Оскар Вајлд. Да. Значи, повеќето луѓе го сведуваат животот само на гола екзистенција. Значи, трчајќи по некои површни работи кои што немаат вистинско значење за нив. И заради тоа се чувствуваат неисполнето, безживотно, уморно кон крајот на денот. А тоа е заради тоа што се свртуваат надвор од себе си, значи кон тие материјални работи, парите, материјалните добра, престижот во општеството, повисоки позиции и така натаму, мислејќи дека сите тоа ќе ги направи среќни. Меѓутоа, најбогатиот човек на сите времиња, Џон Рокфелер, рекол: најсиромашниот човек кој го познавам е човекот кој нема ништо друго во животот освен пари. Така. Да, за жал е така. Исти сме без оглед колкаво ни е контото, нели, или пак сметката во банката, во однос на оние основни потреби кои што ги има секој од нас, а тоа е веројатно тоа чувство на среќа кое што по кое сите трагаме, можеби преку сиве овие работи кои што ги кажавте. Не сме криви, така ни е наметнато, нели, така не учеле дека треба човек да постигне многу за да биде среќен, но вие велите поинаку, дека среќата е во нас самите. Апсолутно, значи тоа што треба да разбереме, па и да научиме од сето тоа што се случува, значи и врз база на најновите научни сознанија, еве јас повеќе од 20 години се занимавам со тоа прашање, што е тајната на еден среќен и исполнет живот. Значи сите примери што ги гледаме ние, да, со еве најбогатите луѓе на светот, можеме да видиме дека не е среќата само во парите. Не значи дека не треба да имаме пари, да си ги задоволиме нашите потреби и желби, се разбира и на нашите најмили. Меѓутоа, поважни се некои други работи кои што ќе ни помогнат да живееме еден вистински исполнет и среќен живот. Што значи, наместо да ја бараме среќата надвор од нас, да се свртиме кон себе си, да сватиме дека среќата е во нас самите. Односно, што треба да направиме е да го почнеме процесот на себе спознавање и да си ги поставиме најважните животни прашања. За мене едно најважното, најдлабокото екзистенцијално прашање е прашањето на нашето постоење. Зошто сме тука? Што е целта на нашето постоење? Значи, јас верувам дека секој од нас е дојден на оваа прекрасна планета Земја со одредена мисија. И ние сме дојдени токму во овој облик, во оваа форма, во ова тело, во ова време и на ова место, за да откриеме таа мисија на Земјата. Затоа што само кога ќе откриеме зошто сме дојдени тука, ќе можеме да ја реализираме. Значи, како што велам јас, секој од нас има една уникатна комбинација на гени, на таленти, способности, кои што треба да ги реализираме, значи да ги изразиме, за ние да се чувствуваме исполнети, а истовремено да подпомогнеме за среќата на другите, за среќата на човештвото. Тогаш ќе живееме еден среќен и исполнет живот, бидејќи внатрешно ќе бидеме исполнети. Да, тоа се многу убаво звучи и верувам дека многумина кои што не гледаат сега, Снежа, ќе си помислат, да,
одлично прашање, ама каде е одговорот? Како да дознаеме ние која е нашата мисија тука или зошто сме дојдени и дали правилно постапуваме? Дали тие одговори може да дојдат некаде од надворност, да ни ги кажете еве вие или сепак ќе мора да ги бараме некаде? И како се бараат воопшто? Да, прекрасно прашање, Јована. Јас секогаш ги сакам вашите прашања. Значи, процесот на себеспознавање прво треба да потегне од нас самите. Значи, тоа се случува најчесто кога ќе сватиме дека, а повеќето луѓе го чувствуваат, тоа има во нас постои некој внатрешен немир, некоја празнина, која што ќе видиме дека сите тие надворешни работи, пари, материјални добра не може да ја пополнат. И најубаво е тоа да се направи под водство на психолог или советник по ментално здравје или духовен учител, бидејќи тој ќе ви го покаже патот кон себе си, патот кон вистинското јас. Во тој процес најважно од се е тоа што ќе сватиме дека ние сме имале некоја лажна слика за себе си, за тоа кој навистина сме. И врз основа на тие верувања, значи на таа лажна слика што сме ја стекнале од другите, од верувањата на нашето непосредно окружување, ние фактички донесуваме одлуки како да го живееме нашиот живот, одлуки во врска со нашата професија, со нашиот партнер во животот и така натаму, и многу често тоа се погрешни одлуки, бидејќи тие не соодветствуваат со нашето вистинско јас. Да. Затоа ни е потребна помош на тој пат и се разбира книги за личен развој. Затоа и ги напишав овие книги, бидејќи суштината на овие книги е токму тоа да се свртиме кон себе си и го покажуваат на многу практичен начин патот. Како да постигнеме внатрешен мир, да го одржуваме постојано тој внатрешен мир. Има навистина прекрасни, извонредни, научно засновани техники кои што фактички точно покажуваат како тоа да се постигне, а тоа е во првата книга, да се живее поинаку, која што може да се набави во книжарницата 3, и една огромна благодарност до извонредниот тим на 3, што ја видоа вредноста на оваа книга и што сега е достапна до сите мои мили браќа и сестри македонци во нашата прекрасна Македонија. А втората книга е токму од уште подлабоко, значи патот кон самореализацијата, затоа што длабоко во себе секој од нас сака да го пронајде одговорот на тоа прашање, значи да ја пронајдеме идеалната вокација, она за што сме создадени на оваа земја, за да можеме секојдневно да ја изразуваме, како што кажав претходно, нашите таленти, способности, нашата креативност, која што нас ќе ни го исполни срцето, а истовремено тоа, како што реков, ќе биде за доброто на човештвото. Така. Снеже, ви се обрати вам со браќа и сестри македонци, затоа што ова издание е сега на македонски јазик, нели? Инаку и првата и втората книга се е веќе напишани и издадени на англиски, така што читателите во Австралија, но и секаде во светот веќе можеа да ги искористат овие и научни сознанија, но и овој прирачник за да дојдат до тоа себеспознавање. Но, Снежа, и покрај цела оваа наука на која што ти се посвети, сепак јас преминав на тим спонтано, нема да замериш. Затоа што ние сме едно, затоа е така. Да, веројатно некако така почувствував дека како да се знаеме, како да сме блиски, како да сме пријатели, такви ни се намерите веројатно. Сакав да кажам, бидејќи прочитав во едно твое интервју, дека и покрај науката и се она што на што си се насочила за да можеш да го создадеш, да ги создадеш овие дела, сепак и тебе на некој начин животот те донел до тоа, односно и кај тебе имало таква пресвртница за која што зборуваш кај сите нас дека треба да дојде до неа за да се посветиш на себе ова. Инаку ти беше доктор по медицина. Да. Ќе ни раскажеш ли малку за тоа за да те запознаат нашите гледачи? Да, прекрасно прашање, многу убаво прашање. Значи јас вака велам. Единствениот грев во животот е да се изневерите себе си. Токму затоа и го почнав овој процес, бидејќи едноставно, баш тоа што го кажам, ја чувствував кога отидовме во Австралија во 2004 година. Јас ја напуштив мојата работа како доктор на медицина, сето тоа, сите пријатели, прекрасни роднини и така натаму. И со мојот прекрасен сопруг Емил
и нашите две мали деца започнавме еден живот во туѓа земја, каде што, знаете, се ни беше непознато, туѓо и неприфатливо за почетокот. Меѓутоа, сето тоа мене ме наведе да се свртам кон себе си, да сватам дека ние не сме создадени да бидеме несреќни, да страдаме во животот. Дојдов до тоа сознание дека среќата е фактички нашата природна состојба, а страдањето е избор. Страдаме заради тоа што не сме се познавале доволно себе си, заради тоа што сме дозволиле мислењата на другите да ни влијат на тоа како ние да го водиме нашиот живот. Во тие тешки моменти, ми беше навистина тешко на почетокот, јас донесов храбра одлука да едноставно престанам да ги слушам мислењата на другите за тоа како јас треба да го живеам мојот живот, што треба да работам и така натаму, и да соберам храброст да го послушам гласот на моето срце и да се посветам на психологијата, која што е навистина една наука која што толку многу ме фасцинира. И откако тргнав по тој пат, навистина, се стекнав со диплома за психолошки советник во Австралија. Потоа продолжив, уште повеќе да ги продлабочувам моите знаења во психологијата, се запишав на еден од најпознатите универзитети во светот, Дикен универзитетот, каде што се стекнав со дипломата, станав доктор на психолошки науки. И најважно од се, сега со сета моја љубов и посветеност им помагам на илјадници луѓе ширум светот да се спознаат себе си, да ги надминат стресот, страдањето и најважно од се да ја осознаат целта на своето постоење и да постигнат самореализација. Така. Што им е најтешко, Снежа, на твоите клиенти? Дали сме тука различни со оглед на тоа дека имаш прилика да бидеш советник на многумина, рековме, од светот, не само на луѓе од Австралија, туку нели од сите страни на светот до кои што допрела пред се оваа книга, а потоа и побарале. Што е најтешко во тој процес? Што луѓето најтешко може да се откажат за да сватат или треба ли воопшто да се откажат? Како изгледа тоа? Што може би најчесто се провлекува и како синдром или проблем, како да кажем? Многу прашање, Јована, па знаете што? Најтешко за секој човек е да се соочи со самиот тој факт дека треба да собере храброст. Да се сврти кон себе си и да ги преиспита сите верувања кои што досега ги стекнал за себе си. Значи, стравот, што ќе се случи ако се почне со овој процес? Стравот од тоа да едноставно, тоа изгледа како, знаете, кој ќе го почнете на почетокот е навистина страшно, барем така изгледа, меѓутоа тоа само така изгледа. Заради тоа што треба да се соочиме со сите наши стравови, сомнежи, погрешни верувања кои што сме ги стекнале, кои што се длабоко коренети во нас самите, со кои што ние сме толку поистоветени, што мислиме дека тоа сме фактички ние. И затоа на почетокот јас таа работа правам со многу љубов и трпение и посветеност, бидејќи знам дека и како нели тоа да го направам умешно, меѓутоа многу брзо после неколку сесии со моите клиенти и пациенти што ги имам од цел свет буквално, се случуваат вистински позитивни промени, имам навистина голем успех во мојата работа. Имам една наша прекрасна македонка, ќе ја споменам, од Адријана од Мелбурн, која што постигна многу во животот, и помогнав исто така да ја промени својата професија, да си ја најде токму таа идеална професија. За нејзе стана сега познат диџеј, значи она работеше сосема нешто друго. Работеше во ботаничка градина, да мислите нешто на работа што навистина не ја сакаше. И сега потпиша договор со најпознатата интернационална компанија во Австралија, а сега ми кажа пред неколку недели пред да добив порака од нејзе дека потпишала договор со најголемата американска куќа во Америка. Да, се радуваме и ние за неа и за овој успех и оваа трансформација која што придонела да биде среќна. Значи, првата работа кога човек треба да почне да трага по себе ова е ако од некоја причина чувствува немир и гледа дека е незадоволен, иако би требало да биде, бидејќи ги исполнува сите услови, нели, според општеството, да биде еден задоволен човек.
тогаш треба или да побараме помош, како што кажа, и ти, или пак да се обидеме преку овие книги да дојдеме до клучот на нашето задоволство и среќа, па ајде затоа да ги поканиме нашите гледачи да дојдат на промоција на оваа втора книга. Таа ќе се случи во Меморијалниот центар на Холокаустот, Скопје, во сабота на 7 мај со почеток во 19 часот. Сега дали треба некој да пријави присуство или како ќе функционира, само со покани? Да, а значи промоцијата, како што кажавте, ќе биде оваа сабота. Јас топло ги поканувам сите наши браќи и сестри македонци да повелат. Влезот е слободен, а ќе имаме навистина прекрасна програма, имаме извонредни промотори. Ајде да ги поздравам топло Силвана Димитриевска и Дину Вангели. Так. Имаме одлична водителка, многу шармантната Александра Пановска Димитриевска и се разбира имаме едно музичко изненадување, а тоа е познатата оперска дива Серафина Фантаузо. Па одлично, ќе биде, значи, задоволство да се биде дел од оваа промоција, ќе каниме сите кои што сакаат. Уште еднаш, Меморијален центар на Холокаустот Скопје, сабота, 7 мај, почеток во 19 часот. Од режија ми јавува дека има едно изненадување, односно некоја гледачка која што пред да ве поканам за да си добиете подарок книга од нашата гостинка, посака да се јави и да ви се заблагодари. Па ајде да видиме кој ни се јавува. Добро утро. Добро утро, Јована. Само малку тон повеќе ќе ми треба во студио овде. Ќе ми дадете некоја секунда за да го регулираме тонот. Ајде сега да се обидеме. Добро ви утро. Добро утро, Јована. Добро утро и до вас. Кој ни се јавува? Посакувам најубава работна недела, пошто вака си почна со толку позитивна личност. Благодарам. Најголем поздрав до Снеже. Она е една прекрасна личност, значи се гледа од неа зрачи позитивна енергија. Ви благодарам од срце. И баш ми е чест што дојде во Македонија и јас на седми ќе присуствувам на нејзиното отварање за втората книга. Так. Ќе ми биде чест. Дали можеме веднаш да ви подариме еден примерок, иако вие ќе дојдете и на промоцијата, како што рековме, со оглед на тоа дека ете сте запознаени, да. Да. Одлично. Да се живее поинаку, книга втора ќе ве очекува на пријавницата на телевизија Сител и повелете да си ја подигнете по завршувањето или утре кога ќе можете. Ви благодариме за јавувањето, а Снежа ми јавува дека има веќе уште еден гледач. Добро ви утро. Добро утро. За некој момент ќе се слушнеме и ќе се поздравиме. Добро утро. Да почекам, ми велат, ќе почекам, имаме трпение, зашто да не, иако се исклучила. Добро, очекуваме уште еден гледач на 31165666, додека да ни јават од режија дека го имаме наредниот гледач кој што ќе успее да добие. Само да го привршиме разговорот со една последна порака или последна порака, убава за крајот на овој разговор, ако има уште многу пораки од Снежа. Повели. Да, па добро, јас само да кажам дека мора да го разбереме ова, дека ние немаме непријатели надвор од нашиот ум. Значи, нашите најголеми непријатели се алчноста, љубомората, омразата и лутината. Така да, за среќа име против отрови, тие се отровите фактички кои што нас не трујат, да, баш така. А против отровите се, значи, за лутината е љубовта. За омразата е емпатијата. За љубомората е почита. А за алчноста е дарежливоста. Така да, за крај би сакала и ако може да ги поздравам моите нашите прекрасни гледачи со следнава порака. На крајот на животот, најважно од се, не е она што сме го купиле, туку она што сме го создале. Не е она што сме го добиле, туку она што сме го споделиле. И не е нашиот успех, туку нашето значење. Живеете значаен живот. Так, Снежа, прекрасна порака во која што верувам ќе пронајдат смисол и ќе се пронајдат и себе си и нашите гледачи, а наша гледачка или гледач не доби на телефонската линија и ќе си добие и подарок. Прирачник книга втора да се живее поинаку. Добро утро. Добро утро. Кој ни се јавува? Екимовска Марина.
Така, Марина, од каде ни се јавувате? Од Злетово. Од Злетово. Поздрав до вас. Дали може би имате некое прашање за нашата гостинка? Поздрав и до вас. Мислам, ако прочитаме книгата, секој ќе се пронајде. Така. Добро. Да, ваш избор. Ние мислевме да ви дадеме можност, ако сакате нешто и конкретно да прашате, но ако не, ете, одговорите, побарајте ги во книгата, како што рековте. Да. Испратете некој познат пријател, роднина да ја подигне од пријавница на телевизија Сител и да ви ја испрати, ќе ве очекува токму тук. Снеже, заборавивме само да спомнеме, односно јас сум љубопитна да прашам што е ова. Овие книги знаеме дека се, значи, Прирачникот да се живее поинаку на македонски и на англиски, двете книги, книга прва и втора, но овде во рацете имам нешто што е наменето за најмладите, а ти си повторно автор. Па само да ни кажеш зашто само. Па да, оваа книга е, значи, прирачник за децата. Како да ги развијат социјалните и емоционалните вештини. Оваа книга јас ја напишав врз база на моите научни сознанија во областа на психологијата и развојот на децата. Тоа беше дел од мојата докторска дисертација. И најновите научни сознанија фактички покажуваат дека оние деца кои што имаат добро развиени социјални и емоционални вештини, фактички постигнуваат поголем академски успех, се посмирени, поизбалансирани и постигнуваат добри, мислам, може да воспостават одлични врски со другите. Значи, овие деца се посреќни и поуспешни. Така да, гледате, многу е практична. Да, многу убава, да, илустрацијата ми се допадна како ова девојче си е во зен и си ужива и знае да се смири себе си кога се чувствува лута. Лутината е таа некоја негативна емоција која што децата најчесто знаат да ја почувствуваат, а потоа доаѓаат сиве овие отрови кои што ги спомнавте. Точно. Па треба да ги практикуваме и против отровите, за жал ја нема на македонски јазик ова. Ја има, да, за сега е на англиски јазик, има и CD, значи многу е практично, се е тука. Ова е еден прекрасен практикум, а меѓутоа искрено доста македонци ја набавија, да, заради тоа што знаете англиски јазик, јас мислам дека е сепак еден универзален јазик, доста родители добро го познаваат. Ја користат многу училишта во Австралија, значи можат и наставници да ја употребуваат во текот на наставата. Значи еден неопходен прирачник за децата. Така. Значи, јас многу ти благодарам што беше наша гостинка на овој празничен ден и што сподели така убави мисли и пораки, продолжи да твориш, да создаваш и да се видиме повторно за некои нови нешта. Благодарам од срце, ми беше навистина задоволство еве да бидеме извор на љубов во животите на другите. Така, вие зрачите така, да знаете, и тоа го чувствуваат сите околу вас. Уште еднаш покана до сите оние кои што сакаат да контактираат со Снежа и да бидат дел од промоцијата. Меморијален центар на Холокаустот, Скопје, сабота, 7 мај, почеток во 19 часот, промоција на Да се живее поинаку, книга втора.